Уште една недела на Радио Лидер, почитувани слушатели, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Викендот е позади нас, а викендов ивица почна веќе да се собираат потписи за председателски кандидати. Има некакви диспаритети во однос на бројките. Стефчо Екимовски во вторникот кажуваше дека има собрано не вторникот, не може петок почна. Во саботата. Дека во еден ден собрал 2000 потписи, иако од ДИК беа некои 1900. 1200 беа. Зато следниот ден се објави 1900. Слично и вчера Ванковски, Максим Димитриевски кажуваат дека се на пола. Сега Ванковска колку е на пола не знам, може би е, но првите 2 дена и беа навистина и лоши. Имаше во првите 2 дена имаше по 3000 подписи. Сега дали е на пола не знаеме, ќе видиме. Добре, ја не го гледам толку лошо. Мислам времето ќе значи пази, покаже. Структурата која што ја поддржува Ванковска е структура која што по прв пат собира подписи. Тоа е левица. Да. И тие учат како тоа се прави, како логистички, технички. Не види, ја мислам тоа не е едноставна работа се. Ја имам организација. Една здрава теорија како го научија тоа. Односно како, нели, ако стигнале, ќе видиме денес дали стигнале, до пола стигнале. Значи очигледно беше кога Ванковски имаше една помалку или повеќе коректна реторика, тие 2 дена имаше 1200-2500 подписи колку имаше таму. Во моментот кога сватија дека тоа им е практично нив целото членство, мораше да побараат помош од СДСМ и беа условени од СДСМ, од страна на СДСМ, дека доколку сакаат да добијат повеќе подписи, ќе мора да почнат со агресивна кампања против ВМРО-ДПМН, кој никој од таму па не ја ни споменува Ванковска. Значи никој не ја спомнал, ниту со име, ниту со премзиме, ниту повикал вака или онака, но вчера и завчера имаше една агресивна кампања од страна на Ванковска против кандидатката на ВМРО-ДПМН, во која левица, верувале или не, се спои дури со one day министер Оливер Рандонов, на кој му го објавија дури и матичниот број вчера. Очигледно е дека зашкрипиле и дека помошта која СДСМ и ДУИ ќе ми ја дадат е условена со ова што го прават, ова себе понижување. Добро, тоа е еден начин на гледање на работите. Мислам дека нивната стратегија се темели на тоа дека процениле дека фаворит на изборите Силјановска. И не само тие, туку и сите останати сака да се дефинираат себе си во однос на фаворитот, што е погрешна стратегија, затоа што да се разбереме со председател е Пендаровски, еден од кандидатите е Бујар Османи, тие се луѓето кои што во моментов владеат со државата, што ги имаат полугите на моќ и покажаа во овие 7 години дека се опасни кога ги имаат тие работи. Така што според мене тоа е, а не е ова сега, али добро. Ќе ни биде, ти имаш едно гледиште с друго. Ќе ни биде овде гостинка професорката Силјановска, како научник, како професор, таа има многу малку грешки направено и како политичар досега. Една од најголемите грешки е што на правниот факултет при изборот на професори спротивно од ставот на објективното мнозинство, тогаш таа го застапувала ставот дека Димитар Апасиев треба да биде избран за професор на правниот факултет и ревносно го бранела тој став, расправајќи се со својот колега. Димитар Апасиев често, колку што јас имам некаква информација, бил гостин и во нејзиниот дом, биле фамилиарно блиски и така натаму, но и покрај се погледнете што прави Димитар Апасиев, а таа го нема ниту споменато. Тоа е многу интересно, таа во ниту еден момент ниту го прозвала Димитар Апасиев, ниту жена му на Димитар Апасиев која на Фејсбук нели изиграва Мира Милошевиќ, ниту Ванковска ја прозвала во овој период, а тие дневно пишуваат по 20, по 30 постови против Гордана Силјановска. Секој од нас прави грешки, така и Силјановска направила нели една грешка промовирајќи, односно гласајќи за ваков класичен полусвет кој сега тоа што му го дала на тацна, своето пријателство, својата блискост го злоупотребува вака како
што го злоупотребува. Па мислам дека она не го гледа тоа дрско како грешка. Ќе ја прашаме како Ќе ја прашаме, не го гледа како грешка, Ќе ја сигурно. прашаме, сега ти не можеш да знаеш подобро од неа како го гледа. Добро, ќе ја прашаме, не Ќе верам. прашаме, но некој на кој таа толку многу му дала да се однесува вака кон неа, дека нејзината кандидатура, верували или нешто, уште не е дојдена, била незаконска, лудост, не е ни дојдена кандидатурата, он знае дека е незаконска. Лично да ја понижуваат тој и неговата жена на социјалните мрежи. Ванковска, која е била долгогодишна пријателка и која ја поддржа на претходните избори, исто така го прави ова што го прави. Не го прави експлицитно, го прави имплицитно го прави. Сега да бидеме искрени. Левица го прави експлицитно. Дури на прашањето, гледат, одговори многу јасно на прашањето Ванковска, кој е нејзиниот однос со професорката Сијановска. Меѓутоа имплицитно се гледа дека тие сакаат да се дефинираат во однос на нејзе, што е грешка по мене, затоа што се ако сакаат да водат опозицијска кампања, се знае каде треба да биде остригната на ударот. Односно кон Пендаровски, кој што моментов е заборавен дека воопшто постои, и кон Бујар Османи. Јас прочитав што напише Тамара Јованов, супругата на Пасиев, на Фејсбук, и искрено ова не би го пренел затоа што е толку одвратно, толку ниско напишано за човек кој себе се нарекува академски граѓанин. Нема да коментирам понатаму. Еве, видовме, првиот и вториот ден беа членовите и нивните фамилии на Левица, третиот ден веќе СДСМ дојде на помош, ќе ги видиме и бројките, ќе ги видиме и имињата, етничката припадност на тие луѓе и така натаму, за да ни биде малце појасно, а тие имиња ќе бидат, нели, и запишани и следени, ќе се знае кои се што се. Тоа е убавината на демократијата, дека кога вие се потпишувате, вие стоите за тоа. Да, јасно. А ние може да ја провериме кои се што сте, од каде сте и зошто сте го направиле тоа. И ние имаме такво демократско право како слободен медиум во случајов. Добро, не, значи сега не коментиравме од она минатите емисии, тоа е тоа. Значи кругот на кандидати кои што ќе се во игра да ги добијат подписите се сведува на овие што ги дискутиравме. Тоа е тоа. Единствено гледаме некој бавен старт кај Арбен Таравари. Веројатно таму уште немаат означено почеток на собирањето на подписите. Кај другите горе-долу се одвива според очекувањата. Првите 2 дена ке Левица се одвиваше далеку од очекувањата. Ке видиме вчера како се одвивало, денес ке има известај од ДИК и да видиме, уште останува се во игра, но мислам дека веќе уцената од СДСМ, ако сакате подписи од нас, почнете да плукате по ВМРО ДПМН, после 2 дена веќе стапија на сила, односно сватија дека без тоа тие нема да можат да соберат подписи. Вчера се активира онака како што се активира. Добро. Едно толкување, другото е поинакво, ама добро. Толкување кое ќе напишеш 50 постови за некој кој е опозиција, а не те ни спомнал, друго толкување ја не можам да имам, доволно сум писмен и доволно сум поминал во македонската политика, следејќи ја и бидејќи и бидувајќи учесник од неја, за да знам како одат нели работите. Ја не мислам така, али добро. Тоа е твое право да Точно. Да не мислиш така. И да тврдам, не само мислам, него и тврдам, али добро. Океј. Секој има право на свое мислење и Тамара Јованов има право на мислење. Таа си го кажа мислењето за тебе и за мене, така што тоа е. Да, јасно. Добро. Дуи и Алијанса се поголемата. Ванковска ќе го добие телевизорот, дали сега или во првиот круг, не и бега телевизорот, затоа ќе оставиме и нема да ја третираме понатаму, од кога почна да собира подписи, неа ни третиравме и ќе продолжиме. Ова е само така, од прилика да им дадеме на луѓето како стојат работите на терен, едно наше видување и едни наши информации кои ги имаме и кои стигнале до нас, да се префрлиме на една друга тема, а таа е многу поопасна. Ванковска е бенигден проблем во овој момент на нашиот систем. Малигниот проблем на нашиот систем се вика Дуи и се вика Алијанса на албанците, кои имаат идентична реторика
која најавува пропагање на вториот круг од претседателските избори. Не вели така Таравари вчера, не знам дали го виде. И шо вели? Вели дека нема уцена. Каква уцена? Па не ли го виде в сообщението? Јас го гледав Таравари на вести, каде што зборуваше дека председател треба да почне да се бира во собрание. Вели нема да условуваме идната владина коалиција со изборот на шефот на држава во собрание. Предлага само дебата, тоа го каже. Па добро, предлагал или не само дебата, ќе видиме како ќе се однесува во вториот круг. Еве така вели. Не, тоа треба да видиме. Да сите тесто тогаш ќе им дојде, вклучително и него. Дали ќе повика да се гласа, дали ќе повика на бойкот. Али Ахмети веќе јавно претходно ја заговараше идејата дека треба да пропаднат претседателските избори. Добро. Во петокот. Не сум слушнал. Да. Нали Ахмети беше, реториката е таа, дека во вториот круг албанците не треба да гласаат на претседателски. А не го слушнав ова. Кога го зборуваше тоа? Во петокот. Добро, не сум го сретнал тоа. Во петокот. Не сум го сретнал тоа. Си бил зафатен со некои други работи, веројатно. Не ги следам сите вести, меѓутоа не налетав на ова. Како... Да, во петокот го имаше. Она што го гледам, ја види, ова е тактика на Дуи. Факт е ова. И тактика на Дуи, значи Ахмети... Она што мене ми се допаѓа, мора да кажеме, што никој не ми ја прифаќа дебатата. Затоа што јасно е што сака да направат. Добро се. Овие двајца и со Русија више претераа. Затоа со Русија ќе збориме, исто е бенигно, но се прво ова да го потфатиме. Ќе збориме, тоа е смешно. Но овде има друг проблем се. Ахмети ја отвори Пандорината кутија. Таравари влезе во шемата. Сега ти велиш дека никој не ми ја прифати, но не ни треба да им ја прифати. Тие двајца заедно имаат 98% од гласачкото тело на албанците во Македонија и ја застапуваат истата идеја се. Кој друг би требало да им ја прифати? Дебатата е што сака да наметнат, не е прифатена. Тие двајца не треба некој да им ја прифати. Целта на оваа дебата, целта на Али Ахмети е да се стигне до тоа да се створи уште една политичка криза во Македонија, а таа политичка криза ќе се отвори со тоа што двете најголеми албански блокови ќе побараат да не гласаат албанците во вториот круг на претседателските избори, а со тоа ќе ги пропаднат претседателските избори, ќе создадат криза. Ние ќе немаме избран претседател. Значи, не го сретнав пак ова, ти викам. Тоа би било лошо сценарио. Тоа би било многу лошо сценарио од доколку се случи. Меѓутоа, како што реков, значи еве шо вели Таравари, видија неговата изјава вчера. Добро, да, во таа насока зборуваше нешто како што видов Изет Меджити и други, така што нив им е ставот дека треба да се биде председател во собрание. И сега кажи ми зошто ти од позиција на председателски кандидат би излегол да го кажеш тој став, доколку потоа не повикаш на бойкот на вториот круг на изборите. Па сега повикал или не повикал? Ке повика. Значи, де факто тоа име реториката, оние носат работата на таа вода. Јасно е веќе. Зошто инаку би го зборувале тоа ако се кандидат? Еве ќе ти кажам зашто го зборуваат. Ако си кандидат, тогаш се бориш да победиш. Еве ќе кажам зашто нов систем да правиш да видиме, после изборите. Ајде да видиме зашто го зборуваат, затоа пишав и колумна во Нова Македонија во саботата. Од две причини го зборуваат. Затоа што Дуи има едноставна формула за победа на изборите. Која е таа едноставна формула за победа на изборите? Секогаш кога албанците во Македонија секогаш кога албанците во Македонија збоктисано од Дуи, Дуи одеднашка си го открива национализмот, чизмиот таванот, кичува воени пленови и така натаму. Излегува со отровни изјави во јавноста, надевајќи се дека тоа ќе оприфатат македонците, главна мета им е ВМРО ДПМН. Па ако случајно влезат во таа стапица, као што сега ја прават околу со овие муабети, тогаш има две сценарија кои што истовремено се активираат. Кон албанците се иде, гледате какви се, што се, ке не дискриминираат, ке не знам што и така натаму. Само Дуи е спасо таа работа, бам, пум,
Тоа е едното сценарио. Второто сценарио си дека меѓународната заедница се плаче, се кука, дека ете, крај едно друго и еве 20 години поминавме со таа работа. Она што мене ми се допаѓа, што овој пат гледаме ниту ВМРО ДПМНЕ, ниту било кој друг не го прифаќа овие нивни сценарии, не им го игра. Игра онаму кај што се ранливи. Каде е ранлив? Дуи е ранлив на корупција, на непотизам, на кражба, на злоупотреба и така натаму и таму ја насочува критиката кон Дуи. Сега, затоа што открили еве и нешто друго, демек гледаат дека темата руско влијание е тема која што исто така е интересна за меѓународната заедница, ајде сега зборуваат за Русија. Што им е проблемот? Проблемот им е што тоа не е тема во Македонија. Затоа што во Македонија Таа тема 48 е решена. па добро, сега има Тогаш е решена. има Значи од тогаш навака е има зародиш и сега види. Сега да бидеме, јас сум искрен. Што? Значи, јас сум искрен. Имаме стожерни партии во македонскиот и во албанскиот политички блок кои се прозападно ориентирани. Тука зборуваме за ВМРО ДПМНЕ и за СДСМ. Имаме партии како таа што ја зборевме на почеток за левица, која има алтернативни ставови кон геополитиката и поддржува руски работи. Значи, вие видите, не е сега добро. Не е добро. Тоа е партија која не крие својата прокинеска и проруска определба. Они велат дека се за ЕУ и се дел од тоа Ама семејството европско. Тоа за И ЕУ, таму отишле. какво е тоа сега за не отишле, не се членови на ниту една Добро да организација. биле неколку пати биле таму Сега на тоа кај вакво. биле, што биле, може па секој тоа е да тоа. отиде индивидуално кај сака. Да, Левица ама не е член види, Дуи на да, нив ги Европската примија. левица. Нив таму ги примија, Дуи никаде не ги ни примија. Има разлика, Значи, нели? тие се дел, не се дел од Европската левица, не се сега членови таму, зборуваме. немаат никакво членство таму да не шират лавни лажни вести. но Мола. ги примаат и им дојдоа гости од таму. Значи- За разлика од Дуи кои што никаде не ги примаат. Кај ги примија Дуи, кажи ми. Тоа е едно, а друго е дека партискиот лидер Димитар Апасиев и други луѓе од таа политичка партија секој ден, особено по војната во Украина, застапуваат на социјалните мрежи ставови кои се проруски. Никој од нив не повикал ниту на мир, сосем спротивно, постојано шират руска пропаганда вамо или онамо и тоа е очигледно на секој кој сака да го гледа. На некој може тоа му се допаѓа, може ловат гласови со тоа, може навистина се под контрола на Русија, но тие се де факто проруски политички субјект. А проруската определба во нашата земја може да ни доне само проблеми. Добро. Тоа мора да се нотира. Добро. Не е добро. Значи ја ти кажувам, ако некој каже дека тие не шират руска пропаганда, а секој дневно имаат објави во таа насока, тогаш тој свесно сака да не видиме некои работи, кои ги гледаме. Има руско влијание, но сега дека е толку битно тоа руско влијание за Али Ахмети околу него да ја врти кампањата, тоа е Не, тој не ги таргетира нив. да. Сега да бидеме искрени. Тој го таргетира ВМРО ДПМНЕ. Што е глупост. И ја таргетираше Силјановска, вчера има реакција нејзина, не знам дали ја виде. Не, што е ли? Еве, чекај, кај беше реакцијата, да ја најдам. Само секунда. Еве ја. Вели вака. Како е можно по деценијска образовна научна експертска активност во најпрестижните европски институции, десетици академски трудови објавени во западноевропски списанија и книги, една марксистичко-сталинистичко-енверистичка партија која не е примена во нито едно партиско семејство во Европскиот парламент, да ме напаѓа и обвинува за русофилија и путинизам. Да. Партијата која што 22 години на власт, од кој што 16 непрекинато линденска, сега Фројдовски ја проектира собствената фрустрација на други. Ноторен факт е дека токму Дуи во своето соопштение признава дека возможила сериозно руско влијание во Македонија. За среќа, веќе 30 години мој професионален дом е најстарата европска институција, Советот на Европа. Мојата комуникација со Страсбург е поврзана со човековите права, владење на правото и демократијата. За разлика од мене, комуникацијата на Али Ахмети и другите функционери на Дуи со Страсбург е поврзана со хашките случаи. Дуња Мијатовиќ, комесар за човекови права на Советот на Европа, во писмо до владата порача дека во Европа, согласно со меѓународното право, воените злосторства никогаш не застаруваат. Време е сите актери во Македонија да се однесуваат европски. Ова е реакцијата. А претходно Дуи изборуваше дека во критичната инфраструктура имало руско влијание. Што е критична инфраструктура, објасни ми, Лјупче, се ми треба превод.
Може би безбедносните институции, не знам. Не бе инфраструктура, бе. Што е критична инфраструктура? Мостови. Кај има таму руско влијание? Добро, сега ја ти кажем што е, пруги. Пристаништа нема. Добро. У пругиве нема никакво влијание. Аеродроми, така. Аеродроми, Пруги, немаме така, руско автопатишта се гради. Аеродромиве се Турцијови, нема не се руси. Автопатишта, Да. тоа е критична инфраструктура. Брани, хидроцентрали. Хидроцентрали нема, македонски се сиѓа, некоја мини хидроцентрал може имат некој. Не, кај. Термо. Евентуално, ама тој е олигарх. Што дури мислам анти-Путин дека е тој лебеден. Овој регбитела е... Немаме критична инфраструктура. Добро, ако мислат на човечка инфраструктура, државен универзитет проруски нема, така ли? Партнерство со Русија нема никој од нив. Имаше оној приватни у Свети Николе, ама мислам дека и тој го кога почна војната е го раскина. Го раскина, што друго има? Да. Службиве, нема ништо таму е вакво. Нема. Нема. Управо си нема. Така што Добро се може нешто виделе. Ќе видиме што е работа, се може стварно па има нешто, не знам. што? Некој руско влијание. Бе, кој е руско влијание? Мислам, ова се измислици. Они се надеваат дека некој сега таму на запад ке рече еве ги овие што бранат Се од руско борат влијание. против Русија. И како се борат против Русија? Кога се поздравуваше со Лавров у Скопје се намрти. Тоа беше борбата против Русија, не вака. Се борат против Русија, што ти од партијата на Кадиров ги преми Талат Џафери у собрание. Не знам, и тоа имавме, и тоа имавме. Да. А Кадиров е еден од главните сојузници на Путин и на руски политичар Кадиров, Чеченија дел од Русија денес. Да. Луда работа. Чудно, многу чудно. Добро, дуи, но пак ќе кажам главни. Дуи. Па не више не изненадувачко од нив нешто. А лево вакво без везе да чуеш. Ама не, види се, работава што од друга страна пак имаше кај беше тоа. Една работа која што вчера ме изненади. Изет Меджити го напаѓа Артан Груби. Значи очигледно дека околу Артан Груби вели го нарекува дериват на жолтата куќа во Албанија. Жолта куќа што беше на кај што ваде органи наводно, кај што ваде ле, според извештајот на Дик Марти и според книгата на Карла Дел Понте. Ние не негираме дека бевме дериват на Дуи, но ние не сме дериват ниту на Дик Марти, ниту на жолтата куќа. Артан Груби е дериват на Дик Марти на жолтата куќа, вели Меджити. Сега ова е некој ново ниво на дебата кое што е. Ја го замислив облечен као Декстер, оној од серијата, со такви, со мантилче бело и со тие ножичките како вади бубрек. И морам да признам дека ми се згади, затоа треба да одиме со краток блок на реклами. Станува очигледен планот нели на Ахмети соочен со пораз, односно соочен со тоа дека нема да биде дел од идната влада, да проба да направи максимална можна дестабилизација. Тоа е неговиот пеколен план. Зошто Таравари наместо еклатантно да го одбие, се бави со тоа да ги разработува неговите идеи, останува да видиме. Тоа е отприлика, нели, сюжетот на оно што го зборувавме досега. Останува да видиме како ќе се однесуваат политичките актери. Да не забораваме една многу битна работа, Љупчо, често ја забораваме. 2 години од војната во Украина. 2 години и 2 дена. Да. 2 години и 2 дена од почетокот на руската инвазија на Украина, која резултираше со тоа што Русија окупираше дел од таа земја и до ден денес се гини и се војува. Војната не делува дека е пред запирање.
но дека украинската страна е истоштена, а поддршката од нејзините партнери се помало и се потивка, и тоа е исто. И тоа е очигледно главна тема на дебата овие 2 дена, што викаш 2 години, 2 дена во Европа и во светот. Значи се зборува буквално за застана западниот свет, нели, за поддршка на Украина. Украина доби символично статус кандидат за членство во Европската унија. Меѓутоа, потребно ми е многу повеќе. И тоа не го добиваат, и тоа е факт. Така што во моментов се случува дебатата продолжува. Ке видиме. Источно европејците се прилично гласни во осудата на оваа состојба. Ке видиме како понатаму ќе се развива работа, меѓутоа ова е после балканските војни од 90-тите години. Со оваа војна Русија докажа дека сериозна работа. Со оваа војна Русија докажа дека секое нејзино споменување било каде, на било кој форум, во било која меѓународна институција или било каде, секое нејзино споменување на терминот меѓународно право е чисто и брутално лицемерие. Затоа што Русија прекрши се што е можно, се што е меѓународно право, прекрши се што е, ако сакате, воено право, изврши брутални злосторства против човештвото, окупираше делови од суверена земја. Русија се постави, го покажа Путин, својот примитивен варваризам во овие 2 години. Варваризам на кој Украина како драстично помала држава самата, за жал, се потешко и потешко одговара во ситуации во која на другата страна, во западниот свет, се повеќе и повеќе се заговараат некакви алтернативни изгледи за тоа како треба да изгледа светот. Тие алтернативни изгледи значат владење на силата, а не владење на правото. Украина, како и да биде резултатот на оваа војна, во моите очи е победник од една единствена причина, што една земја која е многукратно помала од Русија се бори и издржува онака како што успева да се бори и да издржува. Пропагандата на Путин велеше дека во Киев ќе бидат за 10 дена, за 5 дена, за 15 дена. Помина години, видовме дека не е баш така. Па правеат десанти, ќе го окупира Киев и пропадна се тоа. Сега има една класична војна на истоштување од како се повлекува. Украина не се дава, но ситуацијата е се потешка. Тоа е моето мислење. Не, сега, целата оваа работа стави во движење некои интересни работи. Денеска се очекува унгарскиот парламент да гласа за прием на Шведска во НАТО и до петок Шведска да стане нова земја членка на НАТО. Тоа е очекувањата од неделава. Исто така се случува една работа која што е многу интересна по мене. Војната во Украина ја загрози енергетската стабилност на Европа и се случуваат работи кои што се врзани со проблеми се удира европската економија. Денеска слушаме една работа дека прв пат во историјата индустријската политика на Европа можеби ќе стане заедничка. Именно во моментов се зборува за некои субвенции од 500 милиарди
евра, кои што ќе се вложат во европската индустрија со цел да се спасат двата големи кластери на европска индустрија. Едниот го викаат Сина Банана, кој што иде некаде од Фландрија преку Германија, Швајцарија, завршува во Северна Италија, а вториот оди некаде од Каталонија, исто така иде преку Јужна Франција, Јужна Германија и завршува во Австрија. Зошто ова е значено за нас? Не треба многу да се размислува, затоа што сите овие инвестиции кои што дојдоа во Македонија, па и огромен дел од малите и средни предпријатија кои што работат во Македонија се исто така врзани со овој индустријски екосистем. Ако Европа се избори да ја задржи својата конкурентност, која што е сериозно загрозена од страна на Кина, од страна на Соединените американски држави, тоа ќе биде добро и за Македонија. Така што дај Боже овој план да се реализира и дај Боже колку што е можно побрзо дел од овие пари исто така да дотечат и до снабдувачите на овие фабрики кои што се наоѓаат во Македонија. Така што индустријската политика Многу мал дел од нив. Но сепак Ова изгледа дека као Не, изгледа, меѓутоа овде тие капки што ќе стигнат овде се денеска и друг јубилеј е 20 години од смртта на претседателот Борис Трајковски и 8-члената делегација која што тргна во Мостар на еден убав настан на самит кој што е редовен во градот Мостар. Кога удри трагедијата, мислам дека генерално сите ние кои што сме биле веќе возрастни во тој период се среќаваме каде сме биле тој ден кога се случи оваа трагедија, затоа што за прв пат во историјата се случи трагично загинување на шеф на државата заедно со работници од дипломатијата, од претседателската администрација, од Министерството за внатрешни работи и така натаму. Тоа беше една голема национална трагедија на која што се сеќаваме. Сотри беше, нели, ја водеше истрагата, ти текнува во последната истрага околу целата таа работа. Еднаш кај напоминување видов и табла, затоа што преку од таму се враќав во Скопје, бевме некаде во Мостар. Има патоказ кој што значува каде е погибијата. Погибијата буквално е на една, ако можам така да наречам, босанска, усвари тоа херцеговачка пустелија, каде што во околината нема никакви населени места. Меѓу Мостар и Требиње се наоѓа тоа љупче. Во оној делот на Република Српска. И јас тогаш бев на студии во Америка. Се сеќавам дента кога се случи таа работа, шокантно прозвуче и се сеќам дека во име на студентите и на име на академската заедница која што беше на студиски престап во Америка, направивме едно убаво писмо кое што тогаш го проследивме до македонските медиуми. Меѓутоа убаво се сеќам на тој ден и што правев тој ден, баш ка беше ми се чини петок. Ако не ме лаже, ако тој мислам дека па и немав и часови тогаш, затоа што гледав петок да немам часови да можам да се фокусирам на учење на постдипломските студии. Така што тоа ми е вака сеќавањето за тој трагичен ден во Македонија, кога пред време беше скратен меѓу другото и претседателскиот мандат на Трајковски. Се разбира, ќе следеа претседателски избори и тогаш, но неговиот мандат заврши трагично и Македонија се одолжи достоинствено на Ово утро грчките земјоделци ги блокираат двата гранични премини со Македонија на неколку часа и се незадоволни околу само секунда да видам што. Многу се интересни ова македонските медиуми. Ама не секаде во Европа има невидени протести на Но проблемот е што ова е македонско новинарство, Дневен вестник, познат, објавиле веста, но не седнале да истражат зошто луѓе протестираат. Мислам дека земјоделците ширум Европа се чувствуваат загрозени од овие политики на зелена агенда и на зелена трансформација, кои што подразбираат промена на дел од технологијата врзана со земјоделието, забрана за некои
материи, пестициди и така натаму кои што ги потребуваат. Исто така околу субвенциите за горивото, субвенциите за производството и што е најчудно, субвенциите поврзани со сточарството и со млекарството. Значи кравите нели биле као дел од загадувачите. Се де факто се кравите. Добро, ама сега Европа сама ако тргне, ако целиот свет тоа не го следи, малку е чудна таа политика. Видим, Европа мора го има тоа обврска, таа историска обврска, не само сега туку, не целата современа историја од Ренесансата па наваму. Сакате да бидам директен, Европа има чувствува во светот една обврска да предничи пред другите. Зелените политики се нешто кое на светот не му е потребно денес, му беше потребно вчера. Кој ќе видите колку се загрева површината на земјината топка и колку нагло тоа го прави, треба да сватите дека овие политики се неминовни доколку ние сакаме да останеме дел жители на оваа планета, односно ако сакаме да преживееме како вид. Работата е толку алармантна, а никој не ја гледа, затоа што сите ги интересира само еден гол профит, интересира една индустрија која загадува и го прави полошо место за живење, ја прави полошо место на живење оваа планета. Зелената економија е нешто што е неминовно ако сакаме да обстоиме овде. Потребно е тоа да биде што е можно пошироко прифатено и да, тешко е понекогаш кога ќе го загубите профитот. Многу е тешко. Но што ќе ви е профит ако немате земја? Погледнете ние во која земја живееме и погледнете како изгледа зимава, да речеме. Како изгледаше зимата лани и зимата претходни. И споредете со зимите кога бевме деца и кога имаше пола метро снег и кога имаше такви работи. Тука имаме и помлади луѓе кои не се ни сеќаваат како е да имаш пола метро. Добро, значи, меѓутоа дека не зборуваме, протестите на земјоделците не се заради профит, него заради голо преживување. Сега има разлика тука измеѓу тие што прават профит од загадување и тие што живеат од земјоделие. И веројатно, неверојатно, него сигурно тука треба да се биде повнимателен во однос на тие политики на транзиција и колку тие политики на транзиција значат вистинска транзиција, колку се идеологија и колку ги загрозуваат овие индустрии, па и компетитивноста на Европа. Така што сето ова е отворена дебата, која што е многу интересна, која што е политички многу сензитивна, која што доведува до сериозни протести. Гледавме што се случуваше во Франција викендов. Не му беше згодно на Макрон да зборува со делегацијата на земјоделците кои што дојде на меѓународниот саем за земјоделие во Франција. Исто така ова што го гледаме во Грција не е предизвикано горе-долу од слични причини. Така што точно е дека глобалното затоплување е предизвикано од луѓето. Точно е дека треба нешто се преземе, меѓутоа преземање нешто во само еден дел без глобална акција е проблематично и исто така прашањето е за брзината на транзицијата и за тоа што и како треба да транзитира. Значи ќе видиме. Но во секој случај ова е една стана еден пресериозен проблем во Европа, политички проблем, кој што ќе има реперкусии на следните избори за Европскиот парламент, па ќе видиме како понатаму ова
политика ќе се прилагоди кон реалноста. Затоа што значи политика се прави на добри намери, меѓутоа има граници. Граници имаат тие добри намери. Границите нормално врзани се со благосостојбата и стандардот на луѓето. И тоа е тоа што е дебат. Во случајов границите се врзани со преживувањето на нашиот толку алармантно. Не е толку алармантно. Да, толку алармантно не е. Не знаем дека Али добро. Ја не сум експерт нели во наука, во овој дел, во климатски промени, во глобално затоплување, но сум прочитал трудови на луѓе кои се експерти и да, алармантно е. Добро. Значи, дебата е. Дел од експертите велат. Значи, експертите не се толку алармантни, алармантни се луѓето кои што прават политика од ова. Експертите не се толку алармантни дека само што не пропаднал светов. Го нема тоа. Мислам и литературата која што се објавува во е многу јасно околу тој поглед, меѓутоа дека треба нешто се преземе, треба, факт е тоа. Факт е тоа. И сега ќе видиме. Ќе видим, не, прашање е сега, значи сега прашање на дебата е. Парискиот договор, нели, Македонија исто така го потпише. Тој ќе подразбира врски за Македонија. Некој од нив од 2030 година ќе треба да се реализираат веќе. 2030, значи драматично ќе поскапе струјата, тоа е тоа, како една од последиците. Но да видиме. Да видиме како ќе тече тоа понатаму. Ќе треба да го изгасиме рек Битола. Па, дали да го изгасиме, дали да го прилагодиме, дали, значи си има тука свое зашто и за. Си има тука други, како се вика тоа, други работи околу тоа. И јас сум кон ова прилично радикален и моите ставови се прилично радикални, затоа што сметам дека оние научни тврдења нема некоја голема дебата дали во науката, во политиката има огромни дебати, во науката баш нема некоја дебата. Не си управо. Јасно. Значи не си управо. Има некој алтернативни. Не. Сегде во светот постојат Иванковски, Апасиевци, значи види тук сегде постојат. Ова не ти го прифаќам. Значи алармантност таква во науката каква што ги има кај оние што се лепеа по патишта по Германија и по Британија нема. Значи ти текно оние што се лепеа по автопатишта па ги вадеа. Значи, таква алармантност во науката нема. Оваква. Сега, нормално, дебатата е околу тоа како да се прилагоди оваа зелена транзиција на планетата и како таа мора да биде глобална, не може да биде локална. Како ќе направиш ти локална? Не може само Европа да го прави тоа. Мора целиот свет да го прави. Дел од светот тоа го прави. Дел од овие што ги изборуваме што не е европски свет, дури е понапред во однос на некои стандарди. Сега работата е нормално како и неразвиениот дел од светот да може да се развива, а при тоа да се сочуваат овие глобални цели. Тоа е една многу голема дебата и Парискиот договор е резултат на таа дебата. Ќе видиме како тоа ќе заврши како тоа во иднина ќе се развие. Но тоа мислам. Но Парискиот договор е суштината која што возможува дебата. Ете тоа е. Отприлика, значи, врските Македонија ги има земно, јасни се. Дали треба да работи надвор од тие обврски? Да, треба. Како мислиш надвор? Уште поголеми економски стандарди да воспостави така. А види, нормално е дека европските стандарди ќе ги следи Македонија. Тоа тук ние сме потпишале спогодба за стабилизација сесија, нема бегање од тоа. Особено што ние живееме во нема бегање од спогодба. Знаете како, особено што ние живееме во град кој зимно време е на ранг на најзагадените градови во светот. Види, пази се, типично она, да не речеме СДСМовски. Се потпиша нешто и се чувствуваме добро, нешто сме потпишале. Градов загаден ли е? Загаден ли е? Џабе потписот. Значи акција треба. Значи еве вие, ја ќе ве кажам акција. Треба да се затвори Усија. Број 1. Број 2. Треба да се забрани у Скопје грејење на дрва. Но како ќе забраниш ако не донесеш инфраструктура за луѓе да се греат на други
Капитализмот ќе донесе. Не дрвата може треба- така тоа. Па сега, ако не Не сакаш, може ќе така. вака ќе биде. Не може така. Треба да се забрани пристап во центарот на автомобили кои не се електрични. И тоа не се свига. така? Кај тоа ќе се случи, нема Па теорија. ете се, ја ти кажам, Нема теорија. еве ја ти ги кажав методите, овие методи ги имаат многу европски метрополи кои се далеку поголеми и далеку помалку загадени. Од нас ги имаат имплементирано се. Сакате да немате загаден град? Еве како ќе немате Ќе загаден. немате загаден град ако се прошири опфатот на топловоди во Скопје. Ако се овозможи полесно се дојде до приклучок на топловод на парно, потоа да. А сега ќе што сега ќе односам човекот во да не може се грее некој дома, нема теорија. Значи прво така треба да се земји не се возведе толку инфраструктура, страшни. а не е така. Извини. Како не се страшни навечер паѓа на нула Добро, и значи под нула. Ивица, окей, ако е така како што ти збориш, тогаш прифатете си дека ќе живеете во најзагадениот А град не во е така, Европа, не е главен, and that's it. Акција, прво акција, па Еве ти потоа е акцијата. појме. Па не, Значи, кога јас ти ја не може, дадов акцијата. не може да нема акција. Акцијата се знае каква е, возможити урбана инфраструктура за убаво живење. Потоа ќе зборуваме не за европски стандарди, уште повисоки стандарди. Меѓутоа не може сега да не овозможиш ти пристап на луѓе до топловод и потоа да викаш зашто се греат на дрва, па на што ќе се греат? Мене ми е тоа сосема логично. И они се најмалце виновни. Може на топлотни Индустријата е пумпи далеку да се греат, повиновна е. и тука Може да се греат на топлотни пумпи, кое е прилично ефтино грење. на Добре се, топлотни. ајде. Не е баш така. Скапо е за инсталација, но потоа е ефтино. Не е баш така. Добро, тогаш нека имаат рак. Тоа е тоа. Тоа е тоа, реалноста е тоа. Работите се секогаш едноставни. Или ги прифаќате или не ги прифаќате. Ако ги прифатите такви какви што се, работите на решавање на тој проблем. Ако не, ќе си трупаме вака и за 5 години градов ќе биде Значи се знае Да како се Скопје работи. фок, Значи зимско. прво што треба да се сработи е да се овозможи луѓето како што реков да дојдат Добро. до инфраструктура. Ако дојдат, после е друго. Ако не дојдат, И боже ако мој. дојдат, ти пак ако им забраниш, пак ќе ти кребаат примитивци на револуција. Онде, Не. пак ќе ти се Не. бунат, сакаат да си горат и верици, сакаат да, еве сега на дрва се грее, зашо смрди на некакви најлони, некакви лепаци, некакви чуди, затоа што ни на дрва не се грее. Но во секој случај, Ти кажем, значи види, осет кон околината, Значи, она што го- осет ти си бил, не си го доживеал тоа, си бил мал. Јас го видов пред мојот очи тоа како изгледа и дека бев средношколец, како изгледа тие луди шок терапии што ги пропишуваа неолибералите. Еве, сега гледам повторно некои такви од овие енвиронменталистите. Значи, транзицијата се знае треба да дојде без социјална цена или без превисока социјална цена. Не може да дојде со тоа што ќе уништиш заедницата и што ќе уништиш благосостојбата на луѓето. Ете тоа е дебатата. Ништо како друго. ќе уништиш благосостојбата, Па што нема да му излезаш забрана да се грее. Прво овозможиме да се грее, па после забранувај. Додека не овозможиш, нема забрана, тоа е тоа. И сега не може да си потпишал нешто и готово. Доктор Фил Гуд, нели се чувствувам Ако добро, нешто сум чекаме потпишал. на Не е така. овие да донесат нешто, Па нема да донесат, затоа нема да ги нема гласат на да избори. се случи тоа никогаш. И И те- да се разбереме. Затоа нема да ги гласат на избори. Добро. Не. Многу едноставно. Жури слушатели, секогаш кога ќе видите 150, 300, 200, PM 10, подсетете се на овие зборови. Сами тоа е тоа. Суштината е тоа, вие сте така ќе живеете во Македонија, политичката волја е да ја следи вашата волја, а кога политичката волја ја следи вашата волја, не ја интересира ништо друго освен некој кеш и на крајот е вака ќе се живеете и тоа е тоа. Не. Ќе биде Се нема подобро. да се смени. Ќе биде подобро и ќе биде одржливо и но не може знаеш онака со подпис сме решиле проблем. Не, со акција се решава. До Златев прашање, зошто си бегаат сите од Македонија поради тоа што тука не можат да купат или поради условите што ги нудат на друго место. Видете, еве сега, во делот на на екологијата. Вас џабе ви е милиардер да бидете. Џабе ви е.
какви сакате куки пентхауси да имате во Скопје, што сакате имајте, кога PM10 честичките ве уништуваат зимно време. Кога живеете во услови ненормални за живот. И нормално се. И да имате пари, дури тие со пари поише се селото државата. Пример, ако имаш пари, во Скопје нити имаш забава во која што можеш да си ја приуштиш со тие пари, нити имаш... Тие со поише пари не да не се селат, него се вдека в коренети најубаво. Ајде да не се лажем. Тие што имаат капитал, вдека ќе седат. Да бе, тие што го имаат капиталот на криминален начин. Стекнато. Тој што има софтверска фирма, као Игор Лештер, да речеме, од Сиус, не е будала тука да седи. Живее на Малта. Добро, ме се зборуваме. Тие што имаат капитал се знаат цел свет каде седат. Тој што го направил капиталот на поштен начин, преку изработка на компјутерски софтвери, не е дужен да седи тука. Тој што го украл капиталот, не знам, крадејќи државни фабрики, тој не знае на друго место, тој на друго место може само да му го земат капиталот. А тука преку служби, преку политика, преку она ќе го одржава капиталот. Ти било кој од олигарсиве од 90-ти години, дај им 20 милиони евра и пушти ги у Лондон, за 3 години голи кучиња ќе ти се вратат. Затоа седат тие тука. Ти многу им даваш. Ја мислам 3 месеци, ама ти добро, многу им се 20 даваш. милиони евра се многу пари да ги потроши сега ради тоа реално. Знаеш Значи, дека има Forbes дури и тоа една листа направена на луѓе кои што најбрзо ги загубиле парите. Има и таква една, овако. Чисто да знаеш. А тој што парите си ги работил поштено, направил софтверска фирма преуспешно, он кај да отиде, кај да го насадиш на светот? Може да е индустрија, мала индустрија, па растела, па едно, тој кај да го насадиш на светот, ќе знае да направи или барем ќе се снајде. Нема да биде сиротиња. Да. А овие со крадење што направија пари, они не ни може да прво никој од нив не знае добро јазик. Второ, никој од нив нема делокруг поширок од удба. Нема пријатели, нема начин како, нема социјални врски, нема ништо. Трето, никој од нив не знае да работи во пазарни услови, знаат да работат само монопол. Во кој што целиот систем е дизајниран за нив да ги одржава. Тие не се селат, тие не ни можат да се преселат. Но зборувам за оние кои се млади, интелигентни, кои имаат направено добар кеш на светски пазари, со извоз, со нудење на услуги на светот и така натаму. Тие многу ретко одлучуваат да останат овде. Го спомнав господинот Лештер како еден пример. Он да, има уште бизнис у Македонија, нема не е будала децата да му дишат воздух со PM10 честички, да се лечат во болници во субстандардни услови, да бидат дел од школство кое секоја година паѓа надоле. Не е будала тоа. Ке си отиде, си имаш море, си имаш чист воздух, си имаш британско образование, си на Малта. Така е Сега, како не знае англиски Дритон внук му на Ахметиеве. Он е класичен пример на тие што остануваат во државата. Дритон во било која земја во која што Вујче не е милитантниот лидер кој сега главен на политиката, ќе биде конобар. Добро, ма ќе се снајде. Добро, ама сега види, конобар си е конобар. На запад добро живеат конобарите, си имаат за некој пристоен живот сега. Тоа е. Ама не возат Range Roveri. Ќе се снајде. Полни со пиротехника. Да, тоа не прават. Да. Али дека ќе се снајде. Што ти викам? Да. И дури подобро и подржливо за него ќе се снајде, нели? Не бе, поквалитетно, боле вака ќе се упропасти тука со овие пари. Овде ќе се упропасти, затоа што нечесно ги заработил парите, ќе се упропасти од нив. Ако си човек што си ги заработил честно парите на пазар, никош нели не се упропасти. Сега тоа е. Не прашува еден, вика, дали вика Грета Златев дојде со автобус, вика утринава во студија, прашањето од еден слушател. Не, добро. Чисто вака околу залагањава, знаеш. Јас си дојдов со мојот дизел джип. Што не загадува, така? Не бе загадува. Добро.
проблем е што мене системот во Македонија не ме ограничува да го имам мојот дизел. Што ја ќе отидам ќе купам Тесла и намалам загадувањето у Скопје не. Но кога системот ќе ми рече мене, како што вика во Австрија, дечко ти со тоа дизел возило у центар нема да влезеш, ја ќе го шитнам негде и ќе си купам електрична кола. Добро. Ме разбираш? Мојот джип у Виена нема да ме пуштат да влезат, односно ќе ме пуштат, ќе платам огромна сума. Кај нема да пушта да влезат? Ти знаеш колку пари е влезна дизел возило у центар во европска метропола? Колку е? Огромни пари чини. Огромни пари, било каде. Ти можеш да влезеш, нема проблем. Плати 100 евра дневно за влез у центар. Со дизел возило. Карикирам со сумава, но е висока сума. Висока сума. И, направи го, ајбе тоа да го направим у Скопје. Еве, овде нема потреба од, како се вика, не се менја системот на грејење. Влез во центар на Скопје, само со хибридно или електрично возило, во друг случај да се наплаќа 500 денари. Револуција ќе дигнат во. Ни добре, како тоа ќе следиш? Како ќе следиш? Како го следат у Лондон, како го следат у Виена, како го следат у Берлин, како го следат у Париз. Многу едноставно го следат. Значи секоја кола има на регистрацијата чип. И поврзане со кредитна картичка, која ќе влезе во таа зона, тоа се прави. Ке нас го има, тоа го нема. Значи не можеш да го спроведеш. Ќе го спроведеме, и зашо не може? Вака ќе дигнеме рат и не може. Па не можеш. Ќе се смени. Не можеш, значи на секоја регистрација ќе се врати чипот, ќе се вгради кредитната картичка и ќе се следи. Не, чип не имало никогаш кај нас на кредитна. Дека што треба се воведе. Добро да е, ќе се стаи. Ама проблем ли е? Кога се има политичка волја, се може да се реши. Ако немаш политичка волја, ќе креваме раци и ќе вика не може, еве можело. И може еве да се каже наредни 3 години да се изфрлат возила кои што не исполнуваат еколошки стандарди. Ама моето исполнува еколошки наредни стандарди. 5 години тоа да се направи. Моето Евро 5-6 колку е, там исполнува еколошки стандарди, но пак ќе кажам, во центар на главен град у Европа, за мене ја не можам да влезам со мојата кола. Во Скопје можам сакам да правам. Не можеш да влезеш кај тебе, не те како тебе ќе те забележат. Како тебе ќе те забележат, немаш чип. Многу едноставно. Нема која те застане. Како не ќе те застане? Нема никоја те видат. Со НМК таблици, полиција која ќе те види, ти си сумљив у почеток. Ти удираат палица, де да видиме од позади што е ова. Дај како се вика, уствари немаш да гледат позади, дај сообраќајна, им даваш ти сообраќајна, гледаат дизел и ти викаат имаш сега 600 евра казна. Добро, не го прават. Тоа го има. Значи не може да те видат како ќе те видат тај. Значи се добро. Тоа ова како пензионер, не може. Тоа како пензионер. Ајде да видам как. Значи сега ти кажувам, може и се случува. Во Лондон нема едно не електрично возило, многу ретко може да најдеш не електрично возило во центар на град. Ма генерално не е само електрично возило во Лондон, за било кое возило центар на град плаќаш вако, меѓутоа во Лондон можеш да стигнеш од аеродром до Карпош без да поминеш низ центар. Овдека не можеш. Значи друга инфраструктура е. Значи не, како сега добро. Не бива и 200 пием. Не можеш лондонски вакво. Ама се знае што ќе направиш. 200 пием 10 честици ќе. Се знае што ќе направиш. Тој па колку е поголем. Ти ако седнеш пешки да идеш од Карпуш до аеродром ќе дојдеш за 40-50 минути, за саат време. Тоа е прва зона таму. Како да ти објаснам? Значи, и Скопје па не е нешто многу големо, па сега ние да не може пешки да одиме. Ни тоа е. Жално е, но не прифаќај, сите се жалат, вака било, PM10 било, лошо било, а кога станува збор, кога се предлага реформа, сите креваат раци, ама не може, тоа еве, центар до Карпош не е поврзан, не знам што да правиме. Тоа е тоа. Не па мора тоа. Дишете си ги тогаш, пием 10 честиците. Каде во светот нема дебата. И уживајте во нив. Каде во светот нема дебата. Уживајте. И сега ако кажеш дека нешто не е применливо, не значи дека си против, меѓутоа еве, ајде, значи ова што немаш одговор за ова. Ајде топловоди нека се направат. Како? Топловод, што не направат? Треба да има способно и во топлификација. Односно не топлификација, сега кој е таму. Без разлика. Во ЕСМ. Да. Треба да има способни луѓе да седнат и да го направат тоа. Треба да инвестира градот 100 милиони евра, 200 милиони, 300, 500, не знам колку треба. Точно. Добро. Но наместо да си инвестира 300-500 милиони од тоа, они инвестира у стиропор.
да ги инвестираат тие пари у стиропор, да воведат, не знам, во Црниче, во Лисиче, во кај има се тамо, во Пржино, кај све се греат на дрва, не знам, појма немам, да мапираат негде. Секаде, Во и во Илинден, центар има во места центар, кај што се да. греат на, и во Карпош има, и во аеродром има места Во кај што се греат на дрва. центар, во Карпош и во аеродром уште да се греат на дрва, тоа е веќе. Еве сега кажуваме сега каде се и таму има. Не, се само- зборувам најголем да. дел кај е сега. Сама и се. И да се направи таа мрежа, наместо да градеа стиропори, може да ја направат таа мрежа и да речат, сега више забрането на дрва грејење. Ке си ги зачувавме шумите, немаш толку да ги сечат и Љупчо Николовски профит да прави со другарите, ке се зачуваше околината, ке дишавме сите почист воздух. Simple as that. Второ, ако се направеше Bus Rapid Transit системот, не онака кој што Шилегов што го збореше, туку со некоја поинаква методологија, ако се обновеше фондот на автобуси, ако се средеше. А се обнови фондот на автобус. Само требаше да продолжи таа обнова. Не, Не да запре. сега од 2-1 прават, пошто не набавуваат делови. Од 2 тоа автобуси кажам, прават значи, 1. дека се обнови, тоа не сме да го Ако да се заборавиме. И сега дека направеше се повторно. тоа, ако имаше систем на јавен транспорт, брз, ефикасен и добар, Па не е лош транспортот, само треба да се одржува. сега мислиш дека е добар. Па за мене е добар. Тогаш ајде да забраниме возење коли у центар. За мене е ако добар. За мене е добар. Ако е добар, Ивица, тогаш дај. Јавниот транспорт во Скопје за моите потреби е во ред. Ја не го пратам, не сум се Па возел, сега прашаме мене. Еве, Да. чи тогаш сите услови да се забрани возење во центар се Точно е. исполнати. Само треба да се обнови возниот парк, факт е тоа. Ако е како што викаш ти, ја не знам, ти викам Факт пак е не тоа. следам, не сум се возел, но ако е така како што викаш ти, тогаш Факт е тоа. сите услови се исполнати и може ние уште утре може да биде попристојно. да Треба забраниме да се влез. обнови паркот, во меѓутоа центар. за моите потреби е во ред. Еве си кажам. Значи сега да зборуваме искрено. Ама добро. Дека дебата е потребна е. Тоа е тоа. Антонио Петровски вели: јас живеам, само секунда, во богата земја. Значи, само секунда, јас живеам во богата држава, какви електрични возила, какви бакрачи, океан полн со пластика, паркови улици полни со ѓубре, ама ете, среќа Бог дарил убавина и природа која сама се одгледува. Одма да се вратиш. Одма. Значи, чим неа бива, брату, тука прекрасно е. Па и тука Немаме е. ни океан, полн со ѓубре имаме сега. Не сме толку лоши. Ѓубре си имаме, ние ги исполнуваме на твојата држава, али чим тоа, така е. Малта има најлошо. Море има, тие не им треба транспорт. Уживаш. И се затвараме дукиното. Ајде, затвараме за Малце денес. фативме ова кооперација, вториот дел ни беше. Да, вториот дел ни беше малце така. Ја бев неолибералот у кооперацијата. Да. Тоа ти е тебе улогата пред коп. Улога. Секој си има различна улога. Почитувани слушатели, и у кооперација може да се научат паметни работи. И од кооперација излегува па премиери, председатели станаа во државата, а ова нашата кооперација сепак е на едно повисоко ниво, а по прегледите што ги имаме на YouTube изминатиот месец, оваа наша кооперација полека се стреми кон тоа да стане корпорација.